Изминатава година пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип со одлични постигнати резултати. До сега пингпонгарите имаа врвни резултати на домашни, државни и меѓународни првенства. Клубот на Угада и во новата сезона продолжува активно да се подготвува за новите предизвици и турнири. Пингпонгарите продолжуваат со успеси. На последниот традиционален надпревар во пингпонг, кој се одржа во Битола, се вратија со освоени 3 места. Пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев оваа сезона 2015-2016 година се појача со најдобриот играч во Република Македонија, тој е Кристијан Станојковски, кој што од редовите на Прокупја Србија премина во нашите редови. Така да, оваа година пингпонгарскиот клуб има поголеми амбиции, имаме млад состав, перспективен состав, во кој што се надеваме дека прво да влеземе во плейофот, а потоа и за борба за шампионската титула. Оваа сезона, летниот период, пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев не престана со тренинзи, значи имавме подготовки овде во Штип, направивме неколку контролни надпревари со играчите од Крива Паланка, значи бевме и надвор од Штип, меѓутоа и учествувавме на традиционалниот турнир Битола Опен во организација на пингпонгарскиот клуб Мултитекс од Битола, кој што е прекрасен турнир, имаше учесници од Грција, имаше учесници од Косово, од Албанија, така да прераснува овој турнир во еден меѓународен турнир. Пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев настапи во полн состав, значи настапуваа Кристијан Станојковски, Костовски Петар, Костадиновски Филип и браќата Саздов Игор и Саздов Дени. Овој турнир за нашата екипа представа една добра подготовка, да ги видиме како се подготвени самите играчи и се покаже дека имаме една добра и перспективна екипа, каде што на овој турнир првото, второто и третото место ги освоија нашите играчи. Значи прв беше Кристијан Станојковски, Костадиновски Филип второ место и Костовски Петар го освои третото место. Значи еден одличен настап на младите пингпонгари на пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип. Подготовките се секако во тек. Оваа сабота недела имавме конструктивни состаноци со секретарот и председателот на Балканската федерација Мирослав Трпковски, каде што бевме околу обиколката на самата сала, подготовките околу самата сала кои што треба да ја направиме и одредени да кажеме зафати во самата сала, бидејќи во пингпонг има соодветни стандарди кои што треба да ги задоволат за самото балканско првенство. Но ова балканско првенство како организатор, технички организатор, Универзитетот Гоце Делчев и Пингпонгарската федерација на Република Македонија ќе зедат учество 10 репрезентации, значи сите балкански држави ќе зедат учество на ова балканско првенство. При тоа треба да напоменеме да кажеме дека минатата недела имавме и состанок во Македонската пингпонгарска федерација за почетокот на самите лиги, на кој што се реши да лигата започне на 27 септември и баш се погоди да пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев игра со шампионот на Република Македонија, тоа е шампион ИФА, исто така од Штип, значи имаме едно градско дерби кој што се погоди баш уште во првото коло за оваа сезона. Така, од пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев колку пребројувачи ќе земат учество на ова првенство? На балканското првенство, па можам да кажам дека клубот ќе биде еден вид и костур на самата репрезентација, значи ќе настапат Кристијан Станојковски, ќе настапи Костадиновски Филип и Костовски Петар, ќе бидат основи, односно костурот на репрезентацијата. Исто така за репрезентацијата ќе настапат и Лашко и Живко од Скопје од Прилеп.